До крајот на годинава уште 7 институции ќе бидат приклучени на гасификацијската мрежа, соопштија надлежните од јавното претпријатие Куманово газ. Според директорот на претпријатието Марко Митровски, вкупната бројка на досега приклучените правни субјекти на мрежата изнесува 39, а приклучокот се реализира преку проектот ЕУ за чист воздух на Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги, со која општина Куманово во септември минатата година потпиша меморандум за разбирање за официјализирање на соработката и активностите кои се спроведуваат во рамките на проектот. Во моментов се работи на приклучокот на Основниот суд во Куманово, информира Митровски. Ова е со проектот на УНОПС, вклучени 9 објекти, од кои 2 ги вклучив минатата година и веќе константно ги снабдуваме со природен газ. Тоа е Средното техничко училиште Наце Боѓони, домот за ученици за средно образование професор Мијалковиќ. Тој проект го продолживме и оваа година, во оваа година се во план, а и веќе се завршуваат 7 нови објекти. Тоа е Основниот суд, како што споменавте, СВР Куманово, Биро за вработување, Биро за социјална помош, Основно училиште Крстен Сирков и браќа Миладиновци во Соколана, Музичко училиште Панче Пешев и Основно општинско училиште Толи Зордумис. Сите тие објекти се во завршна фаза, одобренијата за градба се веќе добиени, проектната документација е завршена, ние веќе работиме на имплементација на нашите мерни станици. УНОПС како носители на овој проект, они веќе ги намонтираа гасните котли. Очекуваме во текот на овој месец или почетокот на наредниот веќе сите овие 7 објекти да влезат како наши потрошувачи, да почнат да се загреваат со природен газ и конечно во централното градско подрачје овие 7 објекти да го заменат својата енергија за загревање, да ја исфрлат нафтата, да преминат на чист еколошки енерген природниот газ. Со оглед на тоа дека сите училишта до кои имаме стигнато ние со нашата дистрибутивна мрежа се вклучени, остануваат уште овие Вук Караџич и Наим Фрашери, така да мрежата е 100% искористена од општинските институции до наму каде што има стигнато. Претходно беше завршена изградбата на мрежата кон Доброшане, проект добиен од првиот владин повик. Веќе се одобрени средства за уште 6,5 километри мрежа, како што споменавте, до населба Карпош, улица Никола Тесла, Трета Тоде Думба, дел од улица Народна револуција, Горно Милановачка и уште неколку улица, улица Видо Смилевски Бато, улица Авној со двата крака. Сите тие ќе бидат реализирани во наредната година. Цената на гасот моментално за месец октомври, онаа што ја добивме, е 60 денари по нормален метар кубен. Сите капацитети се пуштени во погон, сите наши правни и физички лица почнаа да користат, оние кои се заинтересирани од правните лица, сите што се приклучени веќе го користат нашиот енергенс, градинките, основните, средните училишта, болницата, домот за стари лица, јавните претпријатија. Остануваме да доработиме на ситно што остана и овие 7 објекти кои ги споменавме во наредниот период да влезат, кои треба да ја зголемат нашата дистрибуција за некои 20%. Многу битна работа е што сите овие објекти се наоѓаат во централното градско подрачје. Работиме на намалување на загадувањето, чисто како информативно. Природниот газ има околу 500 пати помалку PM10 честички за разлика од нафтените деривати. Сите кои ќе дојдат да се информираат ги упатуваме во проектантските бироа кои работат на проектна документација и вадење на решенијата за градба. Сите тие продолжуваат понатаму, таа процедура е малку подолга, трае неколку месеци. Работиме и на тоа со Министерство за енергетика да се поедностави процедурата за да можат граѓаните многу полесно да дојдат до приклучок со природен газ. Општина Куманово со сопствени средства пред 20 години меѓу првите во државата ја започна гасификацијата.